Распни го, распни го, распни го, Исуса. Други спасуваше, себе не се спаси, Отче мой ме остави. Прости им, татко, не знаат што прават, Отче, прости им. Прости им, татко, не знаат што прават, Отче, прости им. Мртви воскресна, гробови зинаја, темнина во 6 час. Земја се тресе, карпи распрсна, Исус замина. Прости им, татко, не знаат што прават, Отче, прости им. Прости им, татко, не знаат што прават, Отче, прости им. Мир вам на минус 3 степени, овде во Мавровската Агора. Слава ти, Господи Исусе Христе, кога сум слаб, тогаш сум силен. Денеска дојдов, а температурата паѓа на ке минус 9. Слава ти, Господи Исусе Христе, јас на тебе се надевам што ме качи горе, запалив огин, жив сум и здрав сум, и сега ќе зборуваме за дела. 4 и уште додека тие му зборуваа на народот. Отче мој, ти зборувај низ мене. Се задишав чистев снег. Отче мој, ти зборувај низ мене. Нека твојата сила, твојата љубов ги допрат сите оние кои имаат потреба од твојата љубов, од твоето присуство. Јас на вистина се чудам како луѓето живеат без Бог во овој свет, кој полека, но сигурно се распаѓа, пропаѓа комплетно. И луѓето одат во гибел, и тие секојдневно се ќаваат дека се распаѓа системот, посебно во Македонија, во македонскава земја, каде што не важи ниту еден закон, каде што имате луѓе кои ја продаваат, целиот народ го продаваат, и уште додека тие му зборуваа на народот. Пристапија кон нив свештениците, старешината на храмот и садукеите. Огорчени што тие го поучуваат народот, пазете, свештениците, великодостојниците, црковните водачи, огорчени што тие го поучуваат народот и навестуваат воскресение на мртвите. Тоа што не е нивното учење, они се огорчени. Во името на Исус Христос, во името на Исус Христос, тоа им пречи. И кренаа раце на нив и ги ставија под стража до утрината. Зашто се беше веќе завечерило. Пазете, црковните достојници, великодостојници, првенци, писмознанци ги апсат апостолите на Исус. А мнозина од оние што го слушаа словото поверуваа. Бројот на тие луѓе беше околу 5.000. Утредента се собраа во Ерусалим нивните началници, старешините и книжниците. Ете се и тие кои денеска се против Исус. Началници, старешини и книжници. Црковни. Не зборуваме за луѓе без вера. Првосвештеникот Ана, го знаете добро, го имате дома, Кајафа и Александар и сите што му припаѓаа. Народот првосвештенички, замислете. Кој идолопоклонство род првосвештенички? Откако ги поставија во средината апостолите на Исус и ги прашаа со каква моќ и во чие име го направивте тоа. Замислете, црковни луѓе кои имаат вера, луѓе кои го знаат писмото, не го прашуваат Бог, него ги прашуваат тие.
ги прашуваат Петар и Јован. Тогаш Петар исполнет со дух: со каква моќ и во чие име го направивте тоа? Во чие име сакате име? Тогаш Петар исполнет со дух свети им рече: началници народни и старешини израелски, ако денес не испитувате за доброто дело, ако правиш добро, зошто правиш? Ако не правиш, зошто не правиш? Ако си направил, зошто си направил? Сатаната така действува. Ако денес не испитувате за доброто дело, што му го направивме на болниот човек, за да кажеме како е тој излекуван, тогаш нека ви биде познато на сите вас и на сиот народ израелски, дека овој стои здрав пред вас во името на Исус Христос. Секој што ќе оздрави ќе биде здрав во името на Исус. Од Назарет, кого вие го распнавте, кого Бог го воскресна од мртвите, тој е оној камен што од вас зидарите. Кои зидари сте вие? Беше отврлен. На што се зидари? На вавилонски кули, кој стана камен темелник. Значи, Петар и Јован: сребро и злато немам, тоа што имам, тоа ти го давам во името на Исус Христос, стани и оди. Дела 3:6. И само што го фати за десната рака, го исправи, и нему веднаш му се зацврстија стопалата и глуждовите, па скокна, се исправа и почна да оди. Тој иде на исцелување во храмот. И во никој друг нема спасение. Се враќаме назад, Дела 4:12. Зашто под небото, луѓе ме слушате ли? Под небото нема друго име дадено на луѓето. Нема друго име. Со другите религиски системи доаѓате таму до некаде и повторно се враќате назад. Нема друго име освен Исус дадено на луѓето преку кое би можеле да се спасиме. Дали го разбирате ова? Господе Исусе Христе, отвори им ги срцата и душите да се покајат. Завчера дојде еден човек пред мене, кој ќе прашам секогаш што да направам денес за тебе, Господи, се појави еден човек, постар човек, и ми вика: можете ли да ни дадете 120 денари? Го погледнав, бев слезен долу во автомобилот, пакував за Маврова работи. И му викам: немам пари, почекајте ме овде. Му викам: дојдете со мене кај мене, не кеше да дојде. Почекајте ме овде, остана таму, можеби не веруваше дека ќе се вратам. Отидов горе, брат ми ме сретна на врата. Му викам: чекај, имам еден човек доле да завршам на работа, веднаш се враќам. Отидов и му дадов 120 денари. Му велам: Исус те сака. 130 денари му дадов. Пазете сега. И тој почна да плаче. И јас го гушнав. Исус те сака. Не се секирај, не си сам извадив уште едно купче му дадов. Што ми остана? Не е битно што му даваш. Исус те сака. Се расплаче. Секогаш кога ќе го прашам: Господ, мојот Отец на небесата, што да направам денес за тебе, Господи? Видете, свештениците зборуваат, создале своји догми, своји религиски доктрини, своји системи. Денеска е католички Божик, например. Замислете, Божик има католички, православен. Протестантите кои се против католиците, тие го слават со католиците. Славите Божик. Денеска еден брат од Евангелската црква поставил пост на Фейсбук. Дали некој ќе ми каже на кој ден треба да се слави Божик? Видете, во прво што ми дојде го напишав: секој ден, во секој миг, во секој час, додека сум на земјава, со сето своје срце и душа, секој секунд го славам Исуса. Така го славам Божик. Не се врзувам за земни термини. Горе на небесата нема ни време, ни простор. Знаете, ја нема оваа свест, има се присутна љубов. А кога ја видоа смелоста на Петар и Јован и дознаа дека се тоа неуки и прости луѓе, не завршиле библиски школи, како што ни јас не сум завршил, јас сум завршил, докторирав на нешто друго, но докторирав на Исус Христос, бидејќи во мојот докторски труд од добрет до театар зборував за Исус, за Бог, за врската на уметноста со духовноста. Уметноста без дух е фотокопија. Тоа е фотокопиран живот, односно нереално, неживо. Телото без дух е мртво. А кога ја видоа смелоста на Петар и Јован и дознаа дека се тоа неуки луѓе и прости луѓе, тие само се воскитуваа. Сватија дека и тие беа со Исус овде горе во планинава на минус 5-6 степени. Зошто јас излегувам на ладново, го зборувам и сведочам за Исус? Јас не наоѓам смисол на земја, освен секој миг, секој здив, секој чекор, секоја мисла, секој поглед да биде насочен кон Исуса.
Но гледајќи го излечениот човек, Дела 4.14, како стои со нив, тие немаа што да им возвратат. Тие исцелуваат човека, они ги обвинуваат. Пазете кој е духовно неверие, а тие зборуваат дека се свештеници. Затоа им заповедаат да излезат надвор од Синедрионот, па почнаа да се советуваат и да се прашуваат еден со друг, велејќи што да правиме со овие луѓе. Тие луѓе исцелија човек во името на Исус, а тие се прашуваат што да правиме. Тие би ги распнале и нив како Исус. Зашто и големото чудо што се случи преку нив, познато им е на сите што живеат во Ерусалим. И ние не можеме тоа да го одречеме. Сите веќе разбраа, инаку би го одрекле. Но за да не се разгласува ова по народот, да не се разгласува дека е исцелен човек во името на Исус, уште повеќе стадот строго да ги заплашиме да не зборуваат повеќе никому во неговото име, во името на Исус. И кога ги повикаа, пазете кое лицемерие, им заповедаа воопшто да не зборуваат, ниту пак да го учат народот во името на Исус. Но Петар и Јован им одговорија и рекоа: просудете дали е справедливо пред Бога. Вас да ве слушаме повеќе отколку Бог. И навистина е така, дали е справедливо пред Бог вас да ве слушам таму во некои библиски школи, во некои деноминации, или да го слушам мојот татко на небесата Исус Христос, кој ми е брат ако сум син Божи и тој е син Божи, ние сме браќа, тој ми е и Господ и Спасител, зашто во него пребива Отецот Небесен со сета негова полнота. Зашто ние не можеме да не зборуваме за оно што сме го видели и чуле, како што јас не можам да сопрам да зборувам за Исус. А тие бидејќи не најдоа ништо со што би можеле да ги казнат, ги заплашија и ги пуштија поради народот, зашто сите го прославуваа Бог Отецот за она што се беше случило. Слава ти, Господе Исусе Христе! Човекот пат на кого се случи тоа чудно исцеление имаше повеќе од 40 години. И кога ги пуштија, тие отидоа кај своите им јавија што им рекоа првосвештениците и старешините, а овие што ги слуша еднодушно го подигнаа гласот кон Бога и рекоа: Оче наш, Господаре наш, ти кој си го создал небото и земјата, Татко наш, Севишен Боже, и морето и се што се наоѓа во нив, и кој преку Светиот Дух со устата на нашиот татко Давид, својот слуга, си рекол: зошто беснеат народите и луѓето намислуваат празни работи. Навистина добро прашање. Зошто беснеат народите и луѓето намислуваат празни работи? Во еден момент ќе добијат малку сила, ќе помислат дека се Бог, ќе станат вавилонци, ќе почнат да зборуваат на вавилонски јазик, ќе почнат да јадат од дрвото на познанието на доброто и злото, ќе станат како Сатанас да се искачат највисоко, ќе го заборават Бог и ќе намислуваат празни работи додека не паднат со телото, и потоа ќе почнат да викаат: Господи, Господи, а тој ќе им рече: кои сте вие, не ве познавам, бев гладен и не ме напоивте, бев жеден. Денеска еден човек, мој собратим, вчера му ставиле стен, тој доаѓа да ме качи горе со джипот да ми помогне со стварите. Знаете, тој има вера, има степен на љубов да помогне некому кој му е брак, пријател. Вчера му ставиле стен, денес доаѓа се качува горе во планина да ми помага со стварите, не можам да се искачам со мојот автомобил. Тоа е љубов за почит. Еден ден ќе одговараме за делата на љубовта. Бев во планина и не ми помогнавте. Се дигнаа царевите земни и кнезовите се собраа заедно против Господа и против Отецот и против неговиот помазаник Исуса Христа. И навистина се здружија во тој град Ирод и Понтиј Пилат, заедно со незнабожците и со народот израелски против Твојот свет Син Исус, Оче мој, кого си го помазал Ти. Но Твое е царството и силата и славата и во сите векови. Те сакам, Господе Исусе Христе, слава си. За да го направат она, пазете го овој принцип, што однапред го беше определила раката Негова, раката Твоја и волјата Твоја да се збидне. На друг препав вика да го направат она што силата Твоја и волјата Твоја го направила да се збидне, да се случи.
да се оствари. Знаете, ние имаме состојба која треба да се збидне. Чашата е горка и мораме да ја испиеме. Доаѓа човек во нељубов. Два пато имаш, да му вратиш во нељубов, да одиш по широкиот пат со сатаната. Или да го завртиш и другиот образ во љубов, да правиш како што правеше Исус. Зошто најнапред не ја претрпите штетата, за да го направат она што однапред го беше силата и раката твоја и волјата преопределила се збидне? Со Исус, но и со секој од нас. Не имаме ситуации кои се зададени, наместо да се жалиме, да сакаме да ги смениме ситуациите, да плачеме како израелците во пустината што изгинаа, па Господ им рече, ќе ви го дадам тоа што го зборувавте, да научиме да молчиме кога ќе дојдеме пред Бог. Да застанеме пред Бог и да молчиме, Тој да зборува низ нас. Татко мој, Ти зборувај низ нас. И сега, Господи, погледај на нивните заплашувања и дај им на слугите Твои наполно слободно да го проповедаат Твоето Слово. Полагајќи ја раката своја за исцеление и да се случуваат чуда, знаци во името на Твојот свет Син Исус за оние кои веруваат, кои се собрани во Твое име, во Негово име. Тогаш Духот е жив и откако се помолија, го имаме тоа видено, мала група, 4, 3, 2, 5 души, кои се чисто собрани, си простиле на сите, им простиле на сите, застануваат, ја затвораат вратата пред Исус, пред Отецот Небесен, ја затвораат вратата и молчат, го слушаат Божиот глас и се молат и се затресе местото каде што беа собрани и сите се исполнија со Дух Свети и слободно го проповедаа Божиото Слово. Пазете го ова, дефиниција за црква, заедница, а народот што поверува имаше едно срце и една душа и никој ништо од својот имот не нарекуваше свое, туку се им беше заедничко. Дали познавате таква заедница? Уште еднаш, кај народот што поверува имаше едно срце и една душа и никој ништо од својот имот не нарекуваше свое, туку се им беше заедничко. Тоа е Христовата заедница. Зошто тогаш има католички Божик, православен Божик, протестантски деноминации? Зошто апостолите пак со голема сила сведочеа за воскресението на Господа Исуса Христа и имаше голема благодат над сите нив. Апостол Павле вели, благодатта моја не остана празна. Знаете, некои мислат, по благодат сме спасени, по благодат, а благодатта е празна. Не постоеше ни еден меѓу нив што имаше потреба за нешто, бидејќи оние што имаа ниви и куќи ги продаваа и парите земени за нив ги донесуваа и ги оставаа пред нозете на апостолите и секому му се даваше според неговите потреби. Те сакам, Господе Исусе Христе, слава Ти, Татко Небесен. Така и Јосиф, наречен од апостолите Варнава, што значи син на утехата. Левит родом од Кипар, кој имаше нива, ја продаде, ги донесе парите и ги положи пред нозете на апостолите. Татко мој, Ти благодарам што и во овој ден си во моето срце, што ме донесе денеска овде во оваа гора, што ме држи здрав и исправен, да се движам по Твојата љубов, по Твојата патека, по Твојата милост, што ме научи да се молам, да простувам, да љубам. Те сакам, Господе Исусе Христе, оставам се во Твоите раце, моето срце, мојата душа, моите љубени, мојата сопруга, сите оние со кои не сум заедно заради состојбите, прангите на сатаната, им простувам на сите, се молам за нив, деца, родители, роднини, пријатели, браќа, сестри, ги благословувам, Те сакам, Исусе, останувам во Твојата љубов, брате и пријателе. Јас не знам како живеете во овој свет, гледате во Македонија што се случува, ве продаваат за 30 евреници тие што сте ги избрале. Кога давате согласност на луѓе што крадат во политички партии, вие сте дел од злосторството. Вие давате согласност на злото. Но кога давате согласност на Исусовата љубов, тогаш сте вие дел од Божјото царство на небесата. Тогаш сте вие дел од Христовата црква и нема тогаш да има католички Божик, православен Божик, протестантски деноминации. Тогаш секој ден ќе ви биде Божик, со секој ден, во секој миг, со сето срце, со сета душа, ќе го славите Исуса. Ќе бидете срекни што живеете во Него.
što se nadevate на закрилата на Севишниот и пребивате во домот на Небесниот Бог. Татко мој, те молам за сите оние кои имаат потреба. Мир вам до Божиот Царство Небесно, што ќе речете: Исусе, помогни ми за исцелување во дух, душа и тело. Оставам се во Твоите раце, Ти благодарам што оваа служба расте, што ме повика да Ти служам, што ме научи да простувам, што ме научи да го завртам другиот образ. Те сакам, Господе Исусе Христе. Се молам за сите браќа и сестри што се околу мене, што се уште немаат вера, да им ги допреш срцата, да се покајат, да не хулат на Тебе. Те сакам, Исусе, оставам Македонија во Твои раце, зашто Ти си ја создал, Ти си ја запишал, Ти си ја избрал. И јас повеќе не се грижам, зашто во љубовта страв нема, кој се бои не е совршен во љубовта. Кој верува во мене, делата што ги вршам јас и тој ќе ги врши, и уште поголеми ќе врши, оти јас и одам кај својот Отец. Татко мој, јас знам дека имам Отец на небесата и го барам Царството Божјо, за се да ми се придаде. Оставам се во Твоите раце, Господи. Мир вам, армакедонци мои, до Божјо Царство Небесно. Амин. Распни го, распни го, распни го, Исуса. Други спасуваше, себе не се спаси, Отче мој не остави. Прости им, Татко, не знаат што прават, Отче, прости им. Прости им, Татко, не знаат што прават, Отче, прости им. Мртви воскресна, гробови зинаја, темнина во 6 час. Земја се тресе, карпи распрсна, Исус замина. Прости им, Татко, не знаат што прават, Отче, прости им. Прости им, Татко, не знаат што прават,